Јас сум единствениот може би во Македонија што не му се простува ни успех, ни неуспех. Но не сум единствениот што не ја послушал мама. Сега ми е криво, али сега е доцна. Не знаеш како е доле, лошо ако не си бил малку горе. Сега јас тоа малку го претерав во животот, неколку пати се качував нагоре надоле, но секој пат ми беше интересно тоа слегувањето, многу поинтересно од качувањето нагоре. Тато носи, мама меси, утре ги нема тато и мама, утре си сам. Една од првите работи на кои треба да работат децата кои ќе наполнат 18 години е само до вербата. Они мислат дека емисијата завршила затоа што она изгледа добро. Не бе срце, сега почнува емисија. За вечерва ви имаме припремено содржина која што верувам дека ќе ве релаксира и ќе ве врати во едни убави времиња кои што јас мислам дека нема да се вратат за брзо или воопшто, но затоа имаме жива легенда која што може со емоција сето тоа да го прераскаже, а ние секако со љубов да го примиме. Вечерашната емисија нема да биде секојдневна или се она на тоа што сте веќе навикнати, затоа што ќе го направиме да биде во два дела. Првиот дел го гледате сега, вечерва, а другиот дел ќе го погледнете следна недела. И тоа не е случајно, туку вечерва имаме гостин за кој што јас мислам дека буквално целиот временски медиумски простор е мал за да ги раскаже сите негови животни достигнувања, сите негови животни приказни. Имаме човек кој што во денешно време верува дека луѓето можат да бидат добри, што е реткост и што може само човек кој што има чисто срце. И имаме човек, имаме гостин кој што сака да биде искрен без разлика која е цената која што ќе ја плати. Тука ќе зборуваме секако и за неговите достигнувања, неговите признанија, се она што има направено за Македонија, но сепак јас мислам дека човечноста е она која што го одликува човек. А токму таа ја имаш, господине Игор Џамбазов, ти ве молам со еден огромен аплауз да го поздравиме. Добра вечер. Добре ни дојде Игор. Еден голем поздрав во сите што не гледаат. Канал 5. Знам дека ја гледаат. Па дури и јас сум ја фатил вашата емисија. Навистина, како ти се допаѓа? Да. Јас сум аут од овие концепти. Мразам емисија што ме терате на 60 години да играм игри. Не ми личи да играм игри. Побаво се чувствам кога ќе раскажам нешто убаво, што ќе ги забавува и што рече ти ќе ги релаксира луѓето. Денеска те гледав како раскажуваш за тавче гравче колку си сакала. Ќе ти направам ја од тавче гравче, нема да знаеш како се викаш. Игор, јас најпрво сакам да ти кажам, ти благодарам премногу што ја прифати поканата. Вистински ми е огромна чест што си вечерва заедно со нас и тоа со игрите е само дел од нашето шоу, затоа што недостасуваат и такви шоуа каде што ќе има малку игра и малку забава, но при тоа, покрај игрите, секако дека имаме разговор, а тоа во тоа ќе се увериш и вечерва самиот ти. Ти благодарам уште еднаш што си ни наш вечерашен гост. Да се ми жива и здрава. И знаеш дека на шетање куќиња се сретнавме и дека ти кажав, оти во овој период што измина, на вистина ме имаше премногу на телевизија. Бев обврзан кон Македонски Телеком за кампањата што ја направивме со тој веќе легендарен спот со бебињата. И ти реков малку да почекаш, ти беше трпелива, сега ова требаше да бидеме во кошулчиња со палми и во шорцеви, ама еве нека биде како крај на твојата сезона, крај на летото, почеток на есента. Есента во Македонија е преубава. Штета што во Скопје есента и пролета траат по 15 дена. Оти до завчера бевме во куси ракави, сега веќе се јави Фодојран монтката да ми ја пратат, оти гледам што следува. Јас сакав да кажам дека и покрај тоа што јас почекав на вистина за ова снимање денес да се изреализира и еве се погоди да денес не послужи како така времето, затоа што беа сивила претходните денови и следуваат сивила од утре. Некако го погодивме овој ден за да може да се оствари снимањето. Дали мислиш дека пример некои работи се случуваат со причина едноставно, затоа што така треба да биде и тогаш треба да биде? Па во принцип јас сум човек што верува во судбината. И јас сум нејзин роб, кој се предал. Јас се чувствувам добро во нејзините раце и покажала дека сака да си игра малку со мене, но сепак има некој плафон, нешто што се достигнува и нема понатаму. Па тоа одење нагоре, надоле, го прави животот интересен на крајот на криштата, значи не знаеш како е доле,
лошо ако не си бил малку горе и Ако обратно. рамна линија па не живееш. Сега јас тоа малку го претерав во животот, неколку пати се качував нагоре надоле, но секој пат ми беше интересно тоа слегувањето, многу поинтересно отколку качувањето нагоре. Знаеш, во Македонија во последно време исто како и во Америка. American Dream, имаш и Macedonian Dream, ти и овде кај нас можеш да станеш популарен за една ноќ. Со било каква глупост на социјалните мрежи. Точно. Работата е како да обстанеш. Како тоа да го одржиш, да трае. Ти гледаш дека кај мене трае тоа повеќе од 50 години. Луѓето знаат за мене, драг сум и некои ме сметаат за член на семејството. Точно. Сум сретјавал луѓе што имаат моја слика во новчаникот. Некој календарче што излегло со мене, тетката си го чува. И сето тоа кога ќе го примаш секојдневно, преубаво е. Сакав само да кажеме од каде тргна идејата и желбата голема за ти да бидеш наш гостин. Ова, значи, многу размислував како да го започнеме ова наше денешно снимање и уште на самите почетоци на емисијата Старс пред година и пол. Ние те споменавме тебе, односно мојата колешка праша наши гости дали знаат колку години има познатиот актер и шоумен Игор Четкар, па јас се смеев 10 Четкар. дена со Четкар. Колку години има нашиот познат актер Игор Џабазови Четкар? 30 9. 30, ама видели како те подмладивме, каков комплимент ти даде. Добро, Четкар е уметник, него му е се дозволено, он може и 19 да кажеш, и него му е се простено. Кажи ми, што правеше на 39 години? Можеш ли да се сетиш? Каде беше? Каде живееше? На 39 години Имаш ли некое случување? бев тазе разведен. Како ги погодувам? Па еве сега ти кажам, на толку години тазе се разведов. Почнав да живеам сам. Почна да ми прија тоа што живеам сам. Почнав помалку да се оптеретувам со жени. Им дозволував они повеќе да се оптеретуваат со мене. Немав баш многу среќа јас со жените. Верувам дека не они со мене, но имаше некои со кои убаво ми беше. Нели? Знаеш, кога ќе дојдеш на овие години, некои работи за кои не си размислувал, одеднаш ти стануваат екстремно важни. Никош не сум размислувал за тоа во животот и одеднаш сваќам зошто јас тоа не го правам, например, или зошто дозволувам други се уште тоа да ми го прават, например. На мене, така. Но па сум се договорил со себе дека нема веќе нервози на таа тема. Тоа го сметам за дипломирано нешто, разбира. Нешто што ќе си го носам до крајот на животот како некоја сенка зад мене. За оние што се добронамерни, тоа е сенка во мојот живот што сите ја имаме. Некој помалку, некој повеќе. Така. И драго ми е што овие младиве генерации не се оптеретени со тоа што бил Игор Џабазов пред 30 и 40 години, туку што прави сега и што има намера да направи понатаму и дали се уште ќе го прави тоа така добро, барем така велат тие, дека тоа што го правиме добро, како што го прават и Тоа е докажано најголемите. дека е добро, не треба Да. некој да го каже. Да, предпоставувам. И инаку како би траел јас? Значи, ја немам мајка ми, татко ми и дедо ми да се јавуваат по телефон и да фаќаат врски. Веројатно имам некој квалитет, што се уште луѓето се поистоветуваат со мене. Игор, со јас не моите- знам дали во наредните години ќе се роди некој минимално сличен, во никој случај ист како тебе, затоа биди ни тука, чувај се, биди Може здрав би жив. и има, но дојде време не би кога рекла. Не би рекла. тешко може да се пробие. Тешко, има млади уметници кои на вистина во оваа земја немаат кај да се искажат. Значи, дечкото завршил ликовна академија, насликал 200 слики во животот, не може да направи изложба. Не може да направи изложба. Зошто не може да направи изложба? Тие мислат дека е толку тешко, а јас тврдам дека не е тешко. Точно, нема Или толку желба. напишал 200 поетски творби, обиди, готов е за 3 книги, како вика ја книга? Па што си ги пишувал? Само за себе? Па да, па ако си само за себе, држи ги у фиока. Не може да им обяснам на луѓето колку е едноставно во Македонија да Точно. издадеш книга. Многу едноставно, дечки, значи имате издавачки куки. Напишете нешто, пратете ги. Таму има одбори, собственици, стручњаци, што ќе не може во една, може во друга, во трета, не може се да ти е сервирано на тацна, мора да се помачиш во животот. И јас барав издавачи за мојата прва книга, која никој не веруваше дека јас можам да напишам книга. А веќе на втората издавачите сами се јавува.
Не заради тоа што јас сум Игор Џамбазов познат глумец, па луѓето купуваа книга. Нешто имаше во книгите што ги интересираше луѓето. Тоа е таа искреност за која кажуваш, по секоја цена, без разлика на последиците. И неколку пати ме цивнало тоа во животот. Ме мрднало од место малку, ама знаеш кога ќе те поткачи кола, ама не те повредува, туку само ќе те измести, па ти ќе се вратиш, тоа ќе го пцуеш дори си заминува, но ти повторно на твојата патека, така некако. А кај нас луѓето тука на ова можам само да се надоврзам дека многу лесно не само што се откажуваат, туку не ни пробуваат и заради тоа тоа што Меѓу другото, па тоа е направил се што треба и се последниот чекор да оди во издавачка куќа и да рече добар ден, јас сум тој и тој, имате ли време да го прочитате? Мислам, не храброста, туку стравот од неуспех. Одважност треба. Стравот од неуспех, мислам дека е поголем кај многуте луѓе. И само довербата. Значи, една од првите работи на кои треба да работат децата кога ќе наполнат 18 години е само довербата. Знаеш, има деца што се испуштени од своите родители, од образовниот систем, расипани од улицата, од лошите друштва, им треба нешто да ги враќа на тој колосек и да ги убеди дека мора веруваш во себе за да успееш во животот. Тато носи, мама меси, утре ги нема тато и мама. Утре си сам, кој ќе Има многу се теми бори за за тебе. ова што ќе сакам исто да зборуваме. Јас сега бидејќи ги спомнавме годините и кажа дека таа 39-та што не знам како случајно сме ја погодиле, не ти била толку добра и би сменил некои работи. Јас тука би те прашала кога би направил паралела со тие години и сега овие години кои што ги живееш, што би додал, што би одзел? Би променил ли нешто? Затоа што сите кажуваме, јас не би сменил нешто. Ја не верувам во тоа дека човек кога знае каде греши, не би променил нешто за да Да, не имам направи одговор на ова истата прашање, грешка. бидејќи ми го поставуваат мои блиски луѓе. Значи, јас да сакав мојот живот да се одвива различно од ова колотечина, јас немаше да бидам тука. Значи, ќе прифатев барем една од понудите да напуштам Македонија. Имав јас такви понуди при распадот на Југославија. Дури требаше со Мето Јовановски да играме во една серија која се викаше Југославија и во која требаше да учествуваат по двајца глумци од сите 6 републики. И сеќам дека со Мето Јовановски покоен одевме со неговата што имаше Citroen некој бесен во Белград на договори, костимски проби, се знаеше почеток на снимање. Во тоа време почна војната, во Словенија го срушија хеликоптерот, хрватите почна ова, малку ко се одложи, почна војната и тоа заврши. Можев да одам и кај сестра ми во Америка. Ти Имаш знаеш дека опција, не сум знам отишол дека се уште. Воопшто немаше Никогаш не сум отишол во Америка. Америка мене не ми е предизвик. Се за Америка сум видел во филмовите. И мислам дека во Америка немам што добро да видам. Ти го има земено драгото и можеби заради тоа не сакаш да ја посетиш. Може би си во Јас би право. рекол, не знам. Моја проклета е Америка и судзе што си ја. Ајде сега ќе се навратам на ова затоа што како што кажа и самиот, ние се сретнавме сосема случајно во парк кај нас пред зграда, шетајќи ги кучињата, и тоа беше токму ден кога се враќаш и твојата сестра и ти тогаш ми кажа Да, ја чекам сестра ми да си дојде со Симит да јадеме како во старите времиња и многу сум радосен. Среќен беше поради. Да. Па секогаш сум среќен кога ќе дојде она, особено во последниот период кога доаѓа почесто. Сега има некои клиенти низ Европа и еднаш годишно, можеби и 2 пати доаѓа. Тешко е да имаш некого најблизок својот, и ние си останавме сами сирачиња, ја и сестра ми сме последните џамбазови. Од нашиот сој џамбазови. Тешко е да најблиското, најмилото твое да живее на 14.000 километра. Нема подалеку. Скопје сам не постои подалечна, сосема на другиот крај од планетата. Се социјални мрежи има, ние се гледаме, се слушаме, она знае све што се случува тука, јас знам се што се случува таму. И затоа се радувам толку многу кога ќе дојде. Но нема да мислиш дека кога ќе дојде па имаме многу време. На други повене сите бивши дечковци, сите роднини. Се ме однесе ваму да видам ово, намо да купиме ова за куќе да го дојдем, да направиме ова за куќе да го дојдем. Најмалку време има за мене, но јас никогаш не се лутам, дури последниот пат ми кажа: "Брат бе, алал да ти бе. 5 сата се видовме вкупно, ти не се љутиш." Ама сега тебе ти е поважно ова друго. Овој пат беше можеби најрасположена до сега во последниве 5-6 години. Знаеш дека и стариот ни почина и сето, и така беше малце несредена. И тргна во животот откако се оставија со партнерот и некако процвета. Па некогаш само љубовните јади ми ги пишуваше и тоа сега психијатарски сеанси имаме за тоа да ја обяснам дека она е се во најубавите години, она е успешна жена, па да му се не види сега. Јас си го сакав Ерик, Кире си го викав.
Се, ова фрик човекот, Ерик Џонсон, по-американец, здравие. Нема, ишљакнати двајцата се најдоа и дури издржаа многу, издржаа колку и јас и мојата прва жена што издржавме, 15-тина години. Тања сакаше нешто друго во животот, овој се уште сака авантури, 10 години е помлад од неа и разбирливо е што тоа така. И долго време преболуваше Тања, дури сега чувствувам дека што ми пушта клипчиња со мачиња како паѓаат од ова. Веќе вратена си е во нормала. За нејзе видов каде што имаш напишано мојата сестра Тања, сега ми е и мајка и татко и сестра и другари и брат и колега и лекар и банкар и буквално. А јас па што не знаев каков шок јас доживеав во интервјуто што го правеше она кој што беше гостинка. Јас сега дознав дека незина неостварена желба во животот била да направиме заедничка театарска представа. И еве сега она гледа се. Не сум ми го напишал ова во порака. Еве систер кај си. Значи систер, за да направиме представа и да ја одиграме треба да си година дена во Македонија. 3 месеци да ја спремаме и 9 месеци да играме и после можеш да се вратиш. Најди година дена слободно. Сега ќе те прашам дали ќе ја оствариш ова. Јас веќе најдов ви режисер, бараме текст и сакаме да ја изненадиме. Ама сега ти слушна. Ама не кажуваме никој ќе режира ни што ќе играме. Само дека ќе се оствари. Ја прифаќам фрлената ракавица. А има ли некоја желба која што пример ти можеби ја имаш, а не се остварила? Која што ти не си Па ја имам една желба за која ќе се борам дури сум жив, сакам во Дојран да направам најголемо прифатилиште за домашни животни. За оставени домашни животинчиња. Ке треба да најдам една голема ливада, да ја купам таа нива, да најдам донатори, спонзори, луѓе што сакаат животни. За нив ке треба да се направат кукички, боксови, да имаат медицински третман, да се поврзам со сите производители на храна за мачки, за кучиња, да правам изложби, да подаруваме. Сега е светски тренд, не купувај куче, вдомувај куче. Така. Да. Твоето куче е тоа е мојата неостварена желба, не е поврзана со мојата работа или со мојот приватен живот. Јас мислев неостварена желба поврзана со сестра ти, но ете може да еве и мене ми стана во истиот момент тоа неостварена желба да играм со некога, разбрав дека не е тоа неостварената желба. Веќе и чачкам по текстови да видам што е тоа што може двајца. Можеби нема да бидеме само ние двајца. Можеби ќе најдеме текст со четворица, да има уште двајца професионални колеги. Да се искусат тие малку. Што ќе збогатат плюс дополнително. Сепак таја веќе има играно во сериозни театарски проекти. Во Сан Франциско постои тој аматерски театар кај што не знам некој адвокат, еве он архитекта, софтверџија, па не знам другиот што работел имал кафана, овој работел во општината. Тој и они прават представи, дел од нив се многу сериозни и многу квалитетни представи. Со една таква патуваа низ Америка. Таму сними она и филм. Филмот стигна на Кан. Она беше номинирана за главна женска улога и напиша сестро немој случајно си добила награда, ќе треба да се селам од држава. Јас Тања не ја познавав, искрена да бидам. Пред известно време слушнав на одреден наш подкаст каде што гостуваше, го слушнав незиното размислување, слушнав како таа се поставува, како размислува, како зборува. Она е светски Можам човек. да кажам дека не само светски човек, жена, лав, ама со огромно срце. Да, да. Ретки се такви жени кај нас во Македонија, ова искрено го мислам. Да, она се уште спасува се што ќе најде животинче по патот. Видов. После дојде во Македонија, во Скопје спаси неколку, во Дојран спаси. Значи, тоа е Тоа е да човек, не можеш. Знаеш, она има оваа приказка и со Националниот парк во Јужна Африка, кај што она беше на некој начин донатор, неколку години имаше таму своји животни, не знам, нојот, кој, бел тигар и така натаму. И одеше она месец-два годишно со бившиот партнер, оде таму си уживаа со тие животни за кои плаќа и то фактички како да го изнајмува животното на еден. А фактички како што се сликаат некои со фактички го помагаш Националниот парк, тој резерват кој бил уништен во таа граѓанска војна и во тие војни во Африка што се вода меѓу племињата и така натаму. Сега тука можам да направам една паралела, пример, тие го прават тоа од добротворни, мислам секако да помогнат со нештото, а некои луѓе го прават тоа од без би платиле многу пари, пример, за да се сликаат или бидат некое време со тигар. Мислам забега сега малку темата. Многу работи се прават од без. Забега темата. Да, точно. Од без многу работи се прават и некои се толку видливи
Но кога ќе сватиш дека тоа го прави дете од 18, 19, 20 години, на кој не му е доразвиено мозочето, затоа што не се развива мозокот ако ти си цел ден на ова. Без разлика дали си на Википедија, на Google, Што прави? добиваш информации. Не. Значи, не знаат да разговараат во живо. Толку се вешти на пишување, јазици, англиски баратаат, се тоа, но тука те се не кругат. Во моје време немаше мобилни телефони, ние се договаравме не овој четврток, другиот четврток, во 5:30 на клупата кај Јан Амос Коменски. И се чекате таму, да, тоа е Тоа тоа. Па добро, и јас кога сум била мала, реално немало мобилни телефони да не се лажеме. Да, други времења, но ете, во моје време младината не беше вака. Не беше вака. Знаевме многу повеќе, ние гимназијалците од моје време знаеа многу повеќе отколку факултетџиеве што сега студираат било што. Тоа ви го гарантирам, таков беше образовниот систем. Сигурно сум. Крајот на основното училиште, 7 и 8 одделение и 4 години во гимназија, се можеше да научи човек. Јас имав среќа или несреќа да не одам толку често во гимназија, зашто тогаш почнав да ги снимам тинеџерските серии ваму таму. Малку поретко одев во школа, но тоа беше дупла работа за мене, затоа што морав да го надокнадувам тоа со учење. Проследено ти било со тутор, Така. слушнав, видов некаде. Така, не е тоа толку едноставно во тинеџерски години да станеш звезда и при тоа твојот живот да се одвива нормално. И од тоа мајка ми најмногу беше исплашена и беше во право кога уште на 17-18 години ме предупредуваше на многу работи што има шанси да ми се случат. Но не сум единствениот што не ја послушал мама. Точно, Сега ми е точно. криво, али сега е доцна. Иако, да расчистиме, не се кајам ја за многу работи што сум ми направил. За некои се кајам, некои што се болни. Се кајам. Но во принцип, кога би ме прашала дали пак би го направил истото, да. Како да? Да. Но би внимавал. Но, како ти Не кажам? може тоа, ако За мене веќе знаеш ли што почнуваш беше да правиш, слободата? нема- Слобода, што значиш за мене? Да станам са бајле, да го земам Бошко, да речеме, куќето Добро. на Вишо, да го ставам во кола, да дојдеме до излезот на градот, кај што се двои патот за Велес и Куманово, и вака мапата на седиштето ова, и вака правев на мапата, Таму ќе одиме. да. Росоман. Молам, Росоман. Со Бошко во Росоман. Во Росоман ние седиме ден, два, три, се запознаваме со луѓето, се. Па таму ќе одлучиме дека сега убаво би било да идеме на другиот крај од Македонија. И така некако се роди таа моја љубов кога сватив дека Македонија не е само Скопје. Така е точно. Тоа во Ти последно барем време имаш живеено на... Тоа во последно време Толку. толку многу се заприметува. Скопје стана еден административен центар, еден небезбеден, нечист град, еден бучен град, еден опасен град, еден здодевен град. И ајде да видиме што ќе биде се со овие локалните избори. Претпоставувам дека полошо од ова не може да му се случи на градот Скопје. Претпоставувам дека ова дното. И дека сега некој ќе се појави што ќе го направи барем малку поубаво место за живење. А сега објавив овие денови на Инстаграм видеа од Скопје во 70-тите и 80-тите години. Плоштадот. Плоштадот беше рамен и на Без- средината имаше само еден голем круг препон со розови, црвени и бели цвеќиња. И сите шетавме околу тој круг. Тоа беше толку едноставно, а толку убаво. Тогаш немаше ни една зграда чир, зграда рече, зошто ова вака го направи? Тогаш немаше ни згради. Па Имаше многу помалку. во централното од сега, подручје реално. беа тие од градскиот зид што ги направи Да. Кензо Танге на времето, градскиот зид, партизанска зградите од Драмски натаму Карпуш 3, Карпуш 4, инаку каде што пораснав јас во Козле, кај што и сега живеам во привремен стан кога не сум во Дојран, после 6 кули во Козле кај што ги Така. шетаме кучије, натаму беше жито. Ништо немаше, точно. Што немаше. точно. До студентскиот дом Гоце Делчев тоа беа кукички, маленски жито и нас не ни дозволува натаму да одиме, да не изедат змиите и така натаму. Но ете, што ти е урбанизација, сега после 40 години се врати во истото мало, тоа е едно од најубавите мала. Ние имаме најубави услови за шетање кучиња, за Апсолутно. џогинг, за ова и баш ми е единственото место на кое му се радувам во Скопје е баш тоа, нашето мало,
кај што ги шетаме кучињата и кај што стварно можеме да се релаксираме. Сега вака слушајќи те како зборуваш за градот Скопје и за како зборуваш за тие минати времиња, сакам да те прашам, еве, повозрастната генерација не може да го прифати ова што се случува денес. Па еве сега ти кажам. И ти го гледам она кога Еве ги кажуваш тие цвеќиња, еден месец сум во Скопје и сега мало што го фалев, знаеш дека лево од кулите имаше лулашки за деца, се. Дури направив Сега не. неколку видеа, истите лулашки од моето детство, само што сега реквизитите се понови. Да. Сега пред некој ден, со Ферко не се шетаме и сваќаме дека се извадени сите. И дека тој простор околу мрежите е празен, ставени две клупи и викам сега, ако го направиле да биде док парк, тогаш направиле супер. Оти има место, се дружат кучињата, се држат, ама не ќе да е док парк ова, дали ќе носат нови реквизити. Значи една тотална дезорганизација. И да го направиш тоа, треба да ги известиш жителите на малото, кои тука си ги носеат дечињата после работа, кои се вратат да се полулаат малку и така. На 100 метри од тоа еден контейнер, 3 контейнера со едно брдо ѓубре, и сега не знам на кого му кажував, 3 кеси за ѓубре ги држев на тераса, сега од кога не се големи температурите, затоа што ми беше срам да ги однесам до контейнерите и да ги надополнам на овие. Ги ставив на задното седиште на моето маличко количе и шетав низ Карпош да побарам празен контейнер за да ги исфрлам. Не најдов, секаде беа така, си ги вратив дома двете кеси. И сега завчера, ако примети, ги изчистија контейнерите, па јас овие две кеси ги Си ги однесов. фрли. Добро, тоа е веќе Значи нема самска подоле од одговорност. значи нема подолу од ова што му се случува, за разлика од нашиот Дојран, каде што ние знаеме дека вторник у 9 по саато ги собират и петок у 11 ги собират. И ти знаеш, и само го изнесуваш ѓубрето надвор, камиончето поминува и носе. Игор, знаеш ли што? Искрено, кога те викнав пред година и пол, кога прв пат сум ти пишала да ни бидеш гостин, сега ми е дури и добро што не си го прифатил или ете икс ситуација била што не сме го направиле тоа снимање тогаш. Не сум била спремна тогаш да те угостам. Викаш? Искрено. Ти знаеш што? Да, мислам и сега не знам дали сум, но сум малку повеќе од тоа што сум била тогаш. Тогаш дефинитивно си не би амбициозна можела. и си подготвена, тоа е. Голем дел од твоите корешки, најбитно им е кој се погрижи за нивната гардероба и шминка. Ќе ги кажеме после, се шалам, И ќе ги се шалам, кажеш, се но шалам. тоа не е најважното. Точно. Они Апсолутно. мислат дека емисијата завршила затоа што она изгледа добро. Не бе срце, сега почнува емисија. И често знам да кажам, мене кој ќе ме рече, што така си се облекол за на телевизија? Како да се облечам без за на телевизија сега на ладново? Одлично. Моите се квалитети не се во гардеробата, им викам туку во на под гардеробата. Секој како ќе Добро. Тука веќе кога го споменав ова, сакам да те прашам пример. Што мислиш, дали кога на луѓето им се дадени избори, да можат, еве како сега ова ја што го кажав, да можат да направат нешто веднаш е подобро или сепак да почекаат време или ситуација каде што тоа нешто би можело да биде Те сваќам, малку по... но најдобро е кога ќе сватиш после известно време дека изборот ти бил добар, како ти сега што свати. Финтата е што некои не сваќаат. Знаеш, и они продолжуваат погрешно, да одат погрешно. Сега е трка по лајкови, по коментари, по шерувања, по тоа, мене овие од моја генерација. Од кој се разбереш бе ти толку у Инстаграм? Кој ти го води тебе тоа Инстаграм? Викам ја. Не, кој ти ги правите? Викам ја ги правам. Колку имаш време? Имам време, за се наоѓа време. Јас денеска имам неколку обврски, ама и 2 пати оспав по 1 саат. Значи и за тоа има време. Сладневната дремка, да, ја. Нема, ние што сме геријатрија пред пензија, мора по пладнички така саат и пол да се Геријатрија е далеко. Игор, геријатрија е многу правиме далеко. муабет Ајде за- што ета правиме така, муабет дај. за есента. Имам напишано една композиција за есента, постара е од тебе и многу ретко сум ја изведував на концертите што ги направив за мајка ми 97 година. Еве вака иде. Есен, креветот ни е тесен, секој ден до еден се протегаме. Надвор личи на турски затвор, мора од лудницава да бегаме.
А ичне ми се бега, со мрзи како тебе, спора си. А баш сакав да киднам, далеку негде, кај што има само мед и ораси. Живот, облечен цел во сиво, неќам на трепавици да дубиме. Живни, од мојот поглед пипи, жит и здравје, ај да се изгубиме. А ичне ми се бега, со мрзи како тебе, спора си. А баш сакав да киднам, далеку негде, кај што има само мед и ораси. Ај да одиме на песочни плажи, љубов да водиме. Ај да одиме, од љубов да умреме и пак да се родиме. Амен. А ете така. Thank you! Браво. Тука ќе има Добро да волнително. изведувам оваа композиција, може би треба да ја вратиме. Ама многу убав Во бендот. ритм има и многу Да, убав како текст кантри има. е, како кантри. Ова ми е за бившата жена напишана. Поздрав Кога замина бившата да работи жена. негде во странство и Колешка ми е да си ја поздравиме. да ја поздравиме. И јас понекогаш така рано сабаре кога станам, ќе си ја видам дека има емисија и ќе си ја останал хуморот во неа, останала е многу позитивна, многу голем поздрав ако не гледа. Игор, сега тука сакам нешто да кажеме. Изведе многу убава есенска песна, иако ние се уште тераме Hot Stars летна сезона, како и да е, нека гледачите се стоплат ете со нашето Така. расположение уште малку. Ти самиот многу често кажуваш дека за да отидеш некаде на интервју, треба нешто да си постигнал во животот. Па на пример, Например, а не за да постигнеш нешто со Така. интервјуто. така. Си го испочитува тоа и денес за нашето снимање. Значи, иако имаш многу што да кажуваш, ти пак бараше конкретна причина зошто да дојдеш. И тука сакам официјално да ти честитам за твојата награда, за признанието, за Да. стана лауреат на меѓународниот Театарски фестивал Свети Јоаким Особовски во Крива Паланка. Така, Замисли сега. Град што нема театар, има театарски фестивал. фестивал, да. Апсурдистан, така викаше Џамбас, покоен татко ми за оваа држава. Апсурдистан. И не само што има фестивал, туку тој фестивал, на тој фестивал гостуваат најуспешните регионални театри. До сега таа награда ја добивале Мето Јовановски, Благој Чорески, Никола Ристановски. Беше колку што примети Чоревски. Да, беше, тој зборуваше за мене, зборуваше Гоце Ристовски, театарскиот критичар, кој инаку е кривопаланчанец. Зборуваше Жаки од општината, која всушност го организира тој фестивал. Се направи еден прием во општинската зграда, во една сала, дојде многу народ, мислам, се наполни тоа. Бевме на краток ручек и јас морав да заминам, бидејќи имав обврски. Ова ми е битно да кажам. Таа награда им ја посветив на оние луѓе што скоро никој не ги спомнува. Значи, оваа награда им ја посветив на сите театарџи. Редари, билетопродавачи, шминкери, фризери, организатори на представи, гардеробери, сценографи, костимографи, инспициенти, суфлери, режисери. А режисерите пак, ке речеш, ги знаат и ова. Но овие луѓе, без нив нема театар. Така е. Без нив, не 12 најдобри, 32 најдобри, донеси не стајне на сцена, ако немаме шминкер, фризер, ако немаме декоратер, добар сценски работник кој знае кога да влезе, кога да излезе. Тие се дел од еден совршен систем за кој претендира секој нормален театар, особено национален, како што е нашиот. И еве сакам да им навистина, еве сега
дури некој ми се заблагодарува од нашиот театар, од колегите што воопшто сум ги спомнал. Да, затоа што ретко кој ги спомнува. Ретко кој ги спомнува. Безневтично, како што каже сам. Тоа е за во еден театар, да речеме, во драмски сеќам бевме 50 глумци и 50 луѓе од техника, се викаше. Тоа нешто администрација, тоа. Јас ти гарантирам дека некои луѓе од техниката тогаш на во драмскиот театар разбираат театар повеќе од сегашните критичари на театарот. Ме усреки наградата, баш заради тоа што свикам џамбас бе. 5-6 луѓе некаде во некоја крива паланка, во некоја општинска канцеларичка, седнале и разговарале за тебе, човече. Но некој му текнало, дека постои некој Игор, ајде да му дадеме награда. И не сум одбил ни една награда до сега. Финтата што не сум се радувал на наградите. Имало некој што не ми било срам дека ги примам, не сум морал да ги примам. Не се имаше во крајот на 90-тите, 2000-тите почна сите да даваат награди, да организираат. Единствен што обстана си е Ранко Бубамара, кој стана најголемото шоу во Македонија. Добро, сега тука кога ги спомнавме веќе наградите, сакам да те прашам како кажа дека не знаеш многу да се радуваш на награди, но еве кога ќе ги добиеш ти ги имаш преку 100. Преку 100, да. Добиено. Како знаеш да си се пофалиш сам себе за нешто што си успеал, да си се наградиш, да се, не знам, почастиш, да се... Па имало, особено кога бев млад. Сеќавам една вечер на ноќ во Прилеп, кога не очекував, а добив награда за најдобар млад актер, која го носи името на Трајко Чоревски, таткото на Благоја Чоревски, кој е всушност кум на моето семејство, односно ние сме обострано кумство. Тоа и сеќавам дека во тоа време како млад актер добив, да речеме, 1000 марки, награда парична. И се сеќавам дека во ресторанче Бифенце, како сакаш наречи го, Кинг се викаше, во Прилепската чаршија, го извадив коверчето и вака го викнав газдата и му реков, еве, дури има јадење и пиење. Да, тоа било начин како да се... Ете, јас сум се усрекил и себе си, и моите колеги се усрекиле што сум го одврзал кесето таа вечер и ете, таа вечер ја паметам како сега една сакам нешто да те прашам. Кажи. Колегите се усрекија што сум го одврзал кесето таа вечер. Добро да? Ретко ли се случуваше тоа? Не, како ретко. Јас сум познат по тоа што знае да ги расфрла парите на сите страни. Знам. За среќа во последните десетина години, да речеме, знам пак да направам глупост со пари, да дадам на човек што не треба да дадам, или да вложам во нешто, да купам нешто што не ми треба. Ние македонците сме најпознати по тоа што и да ти кажам, не паднав жртва на овие тему мем. Не паднав жртва да ми стигаат мене 17 мејла и 800 нотификации дневно, не паднав на тоа, но сум човек што беше познат по тоа дека троши на глупости, сестра ми секогаш ме караше, а ја и викам, па ти сега му се насмеа царот на шутарот. Значи од тебе па поголема трошачика за глупости. Нема, што знам, можеби тоа ни е во генот. Игор. Не знаеме со парите. Мислам, сестра ми најмногу знаеше од целото семејство со пари. Татко ми, јас, трупови. Не знаевме со пари. Се уште не. Ретко кој знае со пари. Да. Јас сум иста како тебе, тоа што го имаш кажано некаде го слушнав. Сакам да ги потрошам за да имам помалку, за да знам дека толку се. Колку? Да. Исто, Ослободи се од парите. Што побрзо парите носат несреќа. Не знам дали носат несреќа. Многу пари носат несреќа. Тоа види убеден. Добро. Слушај го ти, Чичо Игор, што ти кажува. Уште така што не можам да кажувам, ако многу пари носат несреќа, носат болести, носат зависности, носат суети, носат љубомори. Па да, ама и кога ги нема, па и без пари не се може. Да, знаеш како вика еврејската таа? Клетва да имаш, па да немаш. А мојата клетва знаеш ли која е? Да немаш, па да имаш. Тогаш колку побудалуваш ти не си свесен. И имаме многу такви кај нас во Македонија. Немале, па имале, па зашле сега. Така е. Посеја си у некој оддела, па си у парламент. А мене не ми се верува, ја кога ќе видам сега, стварно не ми се верува дека тој се кандидирал за треле, луѓе. Дојран златен. Јас не правам вакви моменти во Дојран. Во Дојран правиме, а за тракторот се расипа, за рибата дали гризе, апартманот да помогнеме да се дофарба тоа, такви. Ќе одеме ли на утакмица, за такви моменти правиме. Таму. Нормални луѓе прават нормални моменти. Сега некој сакаш да кажеш дека се ненормални луѓето?
кои што прават ненормални. Ненормални се луѓето што се оптеретени со нешто за кое нема решение. Значи, јас сакам секој да се залага за тоа во Македонија се живее подобро, Македонија да биде поуспешна држава и тоа. Но доаѓа еден момент, тоа мене ми се случи на 40 години, кога сватив дека секаква борба е Дон Кихотовска борба со ветерниците. И подобро својата борба како уметник да ја насочам во уметноста, така да се борам со неисправностите во државата, да ги воочувам како уметник и да ги коментирам, но ништо повеќе. Јас не можам да менувам закони, да сменувам министри и премиери. Јас можам само да ја нема да ти лоцирам. ти да не кажеш јавно тоа што си Ќе кажам, ама толку. Јас го констатирам како уметник, а има служби што тоа го решаваат. Доволно е тоа што го правиш за да поттикнеш нешто да се направи. Сакам да се навратиме уште малку само на наградите, затоа што имаме едно прашање кое што каде ќе одат сите тие награди? Еден ден ќе не нема, сите И одат во резиденција Џамбазов, во Дојран се подготвува еден специјален зид направен од многу рафтови, на кои сега баш со тоа се занимавам, ги пребројувам колку од нив и естетски ова заслужуваат да стварно нема место реално за сите. Некои награди се во облик на слика уметничка, некои се статуетки, некои се такви, некои се ракви. Во Дојран, во музеот на Игор Џамбазов. Значи таму ќе одат. Таму Не знаев се- што ми беше. Знаеш Со зашто тоа е баш се потrebно? занимавам, да знаеш, боксови, се спакуваат работите, полека се носат за Дојран. И едва и чекам да ти кажам право. Знаеш Едва и зашто те чекам. прашувам? Сега е октомври, ноември, луѓето имаат тенденција да те умираат. Ноември, декември, декември. Тука сум, присутен сум, жив сум. Фала му на Господ што тоа е така. Што ги иритира толку најмногу луѓето ете кај тебе за да може што го иритира некој човек да може или што го А успехот што да го иритира? Тоа што тој никогаш нема да го доживува некој друг. Што он го познава. Заедно растеле. Истите глупости ги правеле. И тоа од блиски луѓе. Например. Мгм. И што ти одеднаш функционираш, те обожава народот, имаш полни концерти, продаваш книги, барат луѓето твои текстови, те има на сите страни, среќен си, задоволен си? Не. Ја не смеам да бидам среќен, задоволен. Ја и кога кажам дека сум среќен, вика, ој среќен, ој тагува. Не ти јас сум единствениот може во Македонија што не му се простува ни успех, ни неуспех. Ништо не ми се простува. Сега сакав тоа ми беше следно прашање, дали луѓето знаат да простат успех? Не знаат дефинитивно. Не знаат. Не, и нема да научат. И нема да научат, мора да боли тоа. Мора да боли ти да имаш 55-60 години и да седиш во дневната соба со грицките, со чорапите на маса со оваквото и да ме оговараш мене. Јас работам, да работеше држава третина од тоа јас што го работам, Швајцарија ќе бевме. Сериозен сум, јас работам интензивно по 15-16 сат. Јас и кога спијам пишувам. Ја не можам ни го објаснам на луѓето. Сега направив една нова песна за Тамара, баш денес ја снимаат кај Роберт Билов. Ја не спиев заради таа песна, 3 дена не спиев. Значи го менував текстот спиејќи, кога се разбудев од сабајле, број го отворав лаптопот, па сватив дека многу време губам дури се дигне тоа системот ова, па тефтерче едно да запишувам да Тоа е премногу. види, да ти кажам. Единствениот начин да се справиш со тие идиоти е твојот квалитет. Да им го даеш вака на тацна, секој твој успех, он е погласен, но и по-даун, Како поразочаран. Полека сваќа. Дури имам и хейтери што ги снемува. И еден другар ми вика, они ти се фанови, они ти се фанови се предомислиле во меѓувреме. Да, ако ти текнува, тоа е всушност и приказката на спотот на Телеком со бебиња. Предрасудите. Нешто што е стварно болна тема во оваа држава. Па мислам, има ли човек што нема предрасуди? И тие што викаат дека немам, има некоја, де? Сите имаме предрасуди. Има некоја, се Кој што разбира. сака нека каже, сите имаме предрасуди. Да, но нашиот проект зборува за предрасудите што можат да ги променат нештата на полошо. Значи, да мразиш луѓе што не ги познаваш. Да зборуваш за град во кој не си бил. Ти, само за Дојран колку предрасуди. Имало комарси. Немало комарси. Има како во Скопје исто. Исто како во Скопје. А топло било.
Што у Гевгелија не е топло. У Преспа не е топло. У Скопје и Штип не е топло. Па сега бев летово 4 дена 5 на гости во Штип, 4 степена беше потопло од Штип отколку во Дојран. Прљаво било. Па најчистиот парк во Македонија е Дојранскиот парк. Најчистото шеталиште. Прљаво било. Замисли. Канцерогена била водата. Кој ги измислува бе? Викам, кој ти кажа бе, пријателе, каза? И пред него, бевме таму на ова, беше Жешко, и влегов, и вода пред него, и земав од тоа, и вака си прави, што правиш? А викам, да ти покажам дека глупости си ти, да се мачкам со тоа. Ете, и кој ќе го прашаш, зошто не доаѓате у Дојран, ти кажува барем една од овие причини, предрасуди, што ги има за ова. Абе, ја еднаш кога беше без срцати? Па пред 40 години. И значи, се ми збориш како вчера да било, за 40 години градови снемува, не некој да се обнови, да се направи. Дојран е сега еден од посредените градчиња во Македонија. Стар Дојран. Мене ми е многу драго што пример има живеено и на многу помали, мислам, има живеено на многу мали места, во не мали места, дури места кои што и не постојат можеби за некои луѓе, ете пример за мене, јас некои места не ги знам. Ги проживуваш тие убавини, но не може секој да го свати, Игор. Верувај ми дека не може секој да го свати и доживее тоа што ти го гледаш со твои очи. Различни луѓе се. Стално го раскажам тоа кој ќе ми рече друга, да Скопје те видиме, викам не можам да се уживаме, што имаме од тој Дојран? Сега го кажам негде ова. И ја му снимам видео едно вака езерото, сонцето тоа. Е викам ова го гледам во моментот. Ај ти што гледаш? И ама слика, жена му готви, газ дебелна жена му и она готви у кујната. Е викам, не е исто што гледаме ти и ја различно е малце. Види сега и него не му е лош погледот. Зависи каков е газот на жена му. Небитно. Но друго сакав да кажам. Он си го избрал. Секој од нас треба да си пронајде по еден свој Дојран. Не мора вие да патувате во Дојран. Пронајдете си еден Дојран тука во околината на Скопје. Знаеш колку ќе ти свичне лошо да имаш кај да отидеш. Така е. Сега откривам неколку места во Скопје, не знам дали го знаат скопјани, горе Козјак, Гризли. Па ете такви места. Па фали го слободно, може. Преубаво е местото. Ма преубаво, и сестра ми ја носев горе, беше воодушевена. Преубаво, јас не сум била. Имаат содржини, прават концерти. Сега имаше не знам какви шоуа, надпревари во не знам дигање на вратило, не знам што. Значи, тоа е само на половина час од градот. Така е, од центарот. Да. Ви имате, не знам, еве го Велешко езеро на 20 минути, Катлановска бања на 20 минути. Еве го Лешок, преубав Лешок, на пола сат од Скопје ви е Лешок. Чи има кај да се оди и во околината на Скопје да си пронајдете еден свој мир. И да ти кажам колку е скап тој мир. Што ми јас во 5 попладне тргнувам на представа во Скопје кој почнува во 8 и во 12 сум пак во Дојран, можно е. Дали може сега? Ајде прво да наздравиме. Сега ми е непријатно да ти кажам да наздравиме со едно винце прекрасно, а тие ни се спонзорирано. Не, немаме јас проблем за наздравување. Ама нема да се напиеш. Да си ми жива и здрава. Живи и здрави да сме сите. сите. Се напијам, зашто да не? Ова ни е нашето винце од Вардарска долина, Шато Ризов. Преубаво. Ти го избра другото, дали ја ти не се бев добаѓа? винаџија, пиваџија, но да речеме она што е поврзано со мојата болест, ајде да речеме условно, се препорачува навечер една-две чашки и неколку пати пробав, да ти кажам со бившата партнерка. Така ме заспива. Од не сум пиел вино, да, навистина не сум пиел. Ми кажа, не знам како го погодивме ви денот денес, јас ти кажувам дека нешто има поврзано што овој ден требало така да биде. Да. Пиевме цело лето розе, прв ден земам црвено вино и реков, абе, како црвено вино, викам, рано е уште. И ти ми го кажуваш ова. Да. Повели. Црвено Ова винце. е едно за дома, за ете така за Вранец убав. Ова е за гости. А јас можам вака да наздравам. Слушнав дека омилена храна, не знам дали е точно или не, тоа го имаш кажано ти е пица и пастрамајлија и тоа штипска. Па, например, И тоа кај нас. Леле, Во Тафкалиџа. што сум открил сега, дури го објавив на Инстаграм профилот, сега Ајде. бе во Штип. И се пострамали, нели, се нарачуваат ностоп ова. Викам, доста тоа свинското по сега, не бива сега летно време, тоа многу. Сакаш вегетаријанска? Ква бе викам вегетаријанска? Што вегетаријанска пастрамајлија? Пастрамајлија, Со што? со зеле унатре, се исцецкано, пастрамајлија, ја објавив, и првата што напише, не знам, некоја Магдалена напише, богохулие.
Ова уште го немам вкусното. Пастармајлија, вегетаријански. Благодарам. Тоа е од пицерија Верона, Верона. и се нашите спонзори. Ете ваучерче. Ќе продолжиме. А Джико, ова е искрена да бидам. Мгм. Те прашав што сакаш, дали соковник или машинка за бричење, ама ти сепак си избра Да ти машинка. кажам дека ова ми е горлива тема во животот. Зошто? Па да ти кажам дека имам купено Повели. 10 во последните 5 години. И Ништо немам не се среќа, на повели. третото бричење што им се заглави, или бате кабелчето ќе го изгубам батеријата. Нека е со векова. Но еве сега прв пат кога ќе се ова е немацка направи тоа. Тоа нема смрт. Што ме германски производ нема смртва. Хаусберг, да, јас Да. се надевам дека ќе брка работа долго Ќе време. брка сигурно. Тука сакам да ги поздравам секако и Витаминка. Витаминка е главниот поддржувач на овој проект ова лето. Браво за витаминка. И Витаминка припреми едно пакетче за тебе. Супер. Пакетче новогодишно во Баш ми е есен. драго витаминка. Во летна емисија во есен новогодишно пакетче. Гледаш ли сите годишни времиња ги има? И да ти сликано? кажам дека има многу добри новогодишни пакетчиња Производите им се добри, не може да не и им да бидат. ги пофалам дека сеќам дека однесов на едно место каде што живеа повеќе дечиња, беа воодушевени дечиња да беа вака спакувани и внатре имаше буквално се. Фала витаминка, да сте живи и здрави. Ете така, за Ферхунде немам ништо да ти дадам. Има Ферхунде, Ето сега така. добивме понуда од една дистрибутивен центар за кучешка храна да бидеме заштитно лице. Добро. Ете, готово. Значи, Се како размислува те- Ферхунде дали да го прифати договорот. Нели инфлуенсерка е? Па да, ме хонорарот мал некако, сега 2 вреќи храна. Сега не работиме, тато ќе заработи за 2 вреќи, сега не е до толку бреден. А, брега. Се насмеавме како дека игри не сакаш, но сепак ние имаме припремено за тоа што тоа ни е Баш сум, емисијата. тоа е. Еве, а имче тука ни е Ајде, седи Емче. цела емисија замрзна да којчето. Битно пееше. Така, Кога свиреше, беше така. да, придружен вокал, не знам колку ја слушна. Повели Емче, дај. Добро вечер, Македонија, и добро дојдовте во Жешки Трачеви со М. Ова вечер денес имаме специјален Гостин? гостин. Некој кој ги освојува срцата со неговиот талент и е инспирација за луѓето. О, срце моје ти благодарам. Ти благодарам. Игор, јас ми е драго што денес тука. И мене ми е драго срце моје. Најдобриот шоумен во историјата. Така е, Браво. јас апсолутно го потврдувам тоа. Тука е со нас, да. Со точно. нас тука. Така е. Игор, како чувствуваш денес? Па убаво се чувствувам, малку ми е жал што ја расипав летната шема се, ама ги... Не, ние расипа тука си присутни. Старците доаѓаат и ја носат есента, разбираш? Летото младост ваму таму твоја грешка е се да викнеше некој помлад уште лето ќе беше ќе се бањавте у базен. Игор, види, јас сум облечена во... Не ми е ладно што ве гледам. Ко, така си да не се секираш, значи Вид- топло видиш, девачите. што- Дека помисли дека тука замрзнуваме, не е така топло, ние загреани сме убаво. Замрзнувате, ама не ви се познава. Игор, јас слушав Хотел Македонија. Ова песна. Повели Хотел Македонија. Чекај. Не Хотел Македонија. Повели Хотел Мир. Да. Ако некогаш дојде во Хотел Мирор ти, на таа мислеше? Добро. Welcome to the Hotel Mirror сега. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Повели во Хотел Мирор сега. Еднаш минуваш и не заминуваш. Браво, Емче. Убаво ли ти е со нас? Убаво ми е. Ги... На кого не убилувao со вас, сега не Сега завркава. на почеток кажа дека толку не гледаш вакви шоуа, па чисто сакам да прашам дали е до сега Океј сме. Мене не ми е досадно, што значи дека е океј. Одлично. Има се патив на 2-3 интервјуа, она ви поставува прашања, јас зевам у себе.
Не Тегно е те- како зеваш у себе. Да. Како се Нема правиш да лошо. се не. Нема полоша, не знам, не те примитив да го направиш. Не, тоа, сад се надевам дека уживам, ти е окей. убаво ми е. А, Ба, прво да ти кажам дека сум восхитен од место. Ја не ни знаев дека постои ова. Кажи ми се. Но вакво место, ова е еден од тие скришни места што може да им бидат на Скопје. што мислиш? Стварно влеговме во Петровец, тоа и во една уличка, ова и одеднаш се појави ова царство, ова И навистина тоа е- влегуваш во мало тунелче, мислиш Да, кај одиш сега се да. појавува раскош. Навистина убаво и ќе си дојдам, треба да се распрашам каква е кујната. Стварно човек да избега од град за 20 минути дојдовме од центарот на град. Точно. Има за јадење, има добра кујна. Преубаво. и Мирор, пофаливме браво. и хотел Мирор секако. Јас тука сакам само накратко да кажам Македонијо. Кажавме уште на самиот почеток дека ова емисија ќе има два дела. Првиот веќе и долго ни траеше, така што оставаме на вас да уживате до следна недела. Ние се гледаме секако со продолжение, со продолжетокот. Не се испраќаме сега затоа што ова емисија не завршува тука. Ви останете со програмата на Канал 5 телевизија. Се гледаме следна недела 19:30. Чао, чао. Чао. Сега. Што сакам да ти кажам? М. Извини, докажи се. Јас Не, тоа, тоа. прекинувам Тоа. често, тоа ми Имаш може право, мага, твое шоу е, што имаш право да не ми дадеш до збор да дојдам. Има и Се така. надевам дека не е така. Каде ќе Многу седнеш, елегантно. Емче? Видиш, Не е? седнува. Не седнуваш, добро. Да. После незе, Да го разубавиш двосетчето, мислам. сакаш? Ако ви е по планот така, Ќе дојдеме до наградата. Ајде, ајде. Почекај. Ти многу сакаш се Ајде. наеднаш да ми кажеш и после нема да ни трае емисијата така како што ми беше мене Ти си предвидена. шефица, признавам, Може ли готово. така? Готово. Може ли така? А Готово. јас си имам. Немој да мислиш дека наградата ја имам прескокнат. 1, 2, 4. Многу ладно денеска, е? Много лјадно.